Инспектори од УЈП го чешлат работењето на невладината кам. За 2 месеци повтор пат доаѓа инспекција, но сега се проверува работењето за 5 години наназад. За невладината кам ова е форма на притисок и обид за отцрнување на организацијата, која е една од најголемите на Истоков и која функционира веќе 18 години. Ево ред да имаме инспекции и тоа е за од наша корист, бидејќи може да ни укажат за одредени наше работење, меѓутоа морам да спомнам дека ваквиот притисок ја блокира нашата работа, бидејќи сме во период кога веќе спремаме извештаи према донаторите, период кога треба да се спремат завршни сметки. Ова што се случува во оваа невладина, се случува и со други 20 невладини во земјава, кои се најдоа под удар на десоросоизацијата. Она што во последно време е изнесено према нас како невистини, како шпекулации од одредени така наречени граѓански здруженија СОС кои што се против нашите организации, за изнесените лаги и клевети ние веќе спремаме и кривични пријави и прекршни пријави. Не е точно дека е Сорос најголем донатор. Во нашите вкупни буџети Сорос има 20% од вкупните наши приходи. Најголеми донатори моментално се Европска унија која што е најголем донатор на владата на Република Македонија. Оваа невладина работи во насока на подигање на образовното ниво на ромската заедница, како и подобрување на нивната социоекономска положба, не запоставувајќи ги и другите маргинализирани заедници во државава, зашто има ангажирано и 29 лица. Од кои 13 се со платени придоници, другите се по договор на дело и со заклучно за 2016 година имаме 150 хонорарци. Пари на кои што е платен персонален данок, кој што оди во државата. Од кам истакнува дека ваков притисок првпат се случува во оваа организација, која не е ниту наменска, ниту формирана за време на избори. Според нив единствен греф име што во отсуство на заштита од институциите на ромската заедница за време на изборната кампања, организацијата работеше на политичко јакнење и едуцирање на ромската заедница и нивна заштита.